Чудно убаво се преливаат водите на Преспанското езеро. Насекаде синило и гракање на неговите површински жители. Предавајќи се на неговите убавини, особено на есен, кога сонцето милува, а тивкиот езерски ветрец шумоли, човек и не насетува дека се приближува до една населба, до селото Коњско, кое е скриено зад брегот, кој го засенува од една страна, а од другата го заплискуваат водите на езерото. Тука се загнездило и стотици години живее свој живот. Иако е релативно близу до околните села Стење, Долно и Горно Перово и другите крајезерски села, тоа е сепак толку далеку. Далеку е заради својата изолираност, заради тоа што нема патна врска со нив, па живее робинзонски, упатено само на езерото, кое и буквално му значи живот. На него луѓето се перат, се мијат, од него пијат вода. Тоа им обезбедува исхрана. Тоа езеро е лете мирно, но знае понекогаш и сред лето да се разбесни и тоа ненадејно, па луѓето да ги доведе до очаеност, бидејќи тоа е единствената врска со светот. Но тие ја знаат неговата нарав, па се предпазливи и тогаш кога се чини имаат најмалку причини за тоа. На есен и зиме обично брегот го заплискуваат високи бранови кои и тогаш внесуваат немир меѓу овие тивки и мирни луѓе кои се задоволуваат со овие трошки што природата скржаво им ги дава. Тогаш се плашат и за себе и за своите домови. Како ретко каде денес, овде се јаде мешан леп и до него тешко се доаѓа. Чек. Ила вамо, ила да вас тар. Ила тамо. Чек. Обарди малку. Чекај ми малку. Аде сега. Тръгни го. Ами фарли го, што ти е страна фарли? Еве, тоа глава, ама гласна. Тоа што ти видиш, јас нема, ти кој ти е. Тръгни ги. Ај фарли. Не се плаши ти. Јас ќе се заплашам, ми е страх од него. Тоа што ти видиш, не знам да ти врна, нели? Ако лако од Господ ми го врнаш. Коњско денес нема коњи, иако поради превозот со нив преку планината Галичица и го добил името. Останале тука само 13 семејства, главно старци и старици, да дочамеат на своите огништа што ги создале нивните прадедовци. Нема ни добиток воопшто. Само се мешаат гласовите на луѓето кои се довикуваат и од поголеми далечини со клопорањето на веслата од малите чунки. Особено рано наутро кога одат или веќе се враќаат од рибарење. Од езерата во нашата република, Преспанското езеро е најсиромашно со риба. Од пред 2 години, кој знае зошто, крапот скоро исчезна. Останаа само грунецот, мрената, скобусот и белвиците. Луѓето се упатени исклучиво на езерото, а тоа малку ги задоволува нивните желби. Сепак ги радува ловот и на мали количества риби, иако трудот ни оддалеку не им се исплатува, особено чистењето на замрсените мрежи и езерските ветрови кои немилосредно ги шибаат на езерската површина. Позадоволни се лете кога се мрести белвицата, која тука ја викаат нивичка, бидејќи тогаш како луда лета во мрежата. Нивичките ги сушат и зиме ги продаваат. Големи, ниски, убава белвица,
покрупна од другите преспански терени, поради специфични погодности, ги украсуваат сите куќи. Но и тука овие луѓе не ги напуштаат проблемите. Рибарското предпријатие Шаран им го забранува ловењето риба, па тоа што се лови е скришум, иако досега нема последици од таа забрана. Teško, prevozno sredstvo nemate. Odalječeni smo od grad, od Senija i od put vaka, da se razboli čovjek, nema slušao da go prevarliš. Ti odiš vaka do pol pod Suezero, so čunke, će te vati neko nevreme dalga i pa vrati se nazad. Koliko da padne čovjek bolje ovdje, neka istrpi jedan den i 2 dana. Poveće ne može se trpiti. Slučaj je takav pre nekoliko godina padna ovdje, imaš jedan star, sjede bolje ovdje, veše nevreme, 3-4 dana i go zedove da go zasima na lekarsko do pola put i umre. I se vrati me nazad s onim. Pre to se ja 2-3 godine isto to i primjerno stana so mene taka isto. Leže v 2 dana već je pojke ne se možeš da se istrpiti. I ja skaču od otuda do Ćošo, do se napolna voda tamo, dalđiti, pa se vratim nazad. Aj se te pomoć povara od vojskjata, pa vojskjata mi dade pomoć, dojde me zjede za nalekar. Kad decata odije, otuva nema meni je školu i toga odije v ostenje na učenje. I prefarlava me so čameco, preplaten go imaš, odboro go imaš preplaten čameco, znači za da i nosit. Na utro izemaše, na večer i vraćaše nazad. Kuće vateše dalgata vaka, pišti, plači, vnatra i plačele, mora da to je dorodno to mjesto gdje donese tota detija. Stravo će dojde zamrznuti. Teško već. Луѓето од Коњско најмногу ги мачи изолираноста која е проследена со многу неволи. Селото нема струја и не ги користи нејзините благодети. Ja, ovo gledajte, ovo parče mjesto što ovdje, to je sve ovdje. Malko nivi imam, nešto neko parče loze. Pojuće se zanimamo ovdje s ovo jezero, s ribarstvo. Pogledajte ovo jezero ovdje. A inače najteško nešto smo izolirani ovdje od saobraćaja. Za nikako nešto da ima nešto maka, da dođe čovjek ili da odi, ne možeš nikako. To on je najpogoljeni teškotini izaziva ovdje. Pa zato je tako skoro i ljudi do toga kad pojiti zato bega, da se obraća. Ostanu ovdje nekoliko stari tu, 5-6 duši, reći si. Ljetno vrijeme idat vaka, znači našite pak ovi, hodi se tu, radi ljetovanje tu, ljetni mjesec, po sezonu to da idet na ljetovanje, skoro sitni. Ali, eto ko što rekao, samo od ovo, radi saobraćaja, ne može da dođe ni da ide. Saobraćaj jedino to ovaj čunki što igrati ovdje, kaže, ovi. Zgora peški, ima pešačka staza zgora, znači сега skoro i niko slabo ovdje ljudi se dviže. Pa ako ima ovako neko hitna rabota, radi bol, nešto za varat, nešto pomoć za doktor, toga preko telefona evo stenje, preko vojna. I taka, so to jedino ima me nešto olesnenije, mislim, ovako. Nekako može da se dobije, da se dođe do neku pomoć. I imam neko tranzistor, tuka imam ovaj tranzistor što slušam vesti, skopi, tranzistor imam. Reći, to. Svetljenje to već iš da ne zboram, nema. Uče sme na lambi, so kandil će ušti. Što da pravim? Вечерина се палат газјаните ламби.
Zavladува štama. Се слуша само кевкањето на ловджиските кучиња и звукот по некој транзистор. Во долгите есенски зимски ноќи се слушаат вести и народна музика, а потоа селото потонува во мртвило. Снабдувањето со газија е се потежок проблем. Трговијата во Ресен, овладеана со новата ориентација, ги запоставува нивните потреби, па луѓето често и повеќе денови остануваат на свеќа. Езерото ги заменува фрижидерите, а ламбите густата темнина. Единствената врска со светот е телефонот. Го поставиле воените крај гранични органи и со него се служат селаните при поважни потреби. Најчесто поради болест, иако малку може да им се помогне со совет, а и заради тоа за да се известат домашните на рибарите од другите села или луѓе кои ненадејно ги фатило невреме на езерото и се засолниле тука. Луѓето се многу срдечни и гостоприемливи. Се радуваат на секоја посета. Таа внесува задоволство и ги охрабрува. Повеќето луѓе го напуштиле селото и тргнале во потрага на подобар живот. Овие 13 семејства ги врзало за конјско по некој парче земја со магепсна сила. Земјата е посна и каменлива и ползата од неа е ништожна. Малку пченка и малку грозје од застарената и секаде напуштената италијанска сорта лоза ги мами луѓето. На селаните сепак им се чита радост на лицата кога е берба на грозјето. Лозјата се близу, крај езерото, и се префрлува грозјето до домовите по езеро со чунки. Печењето ракија е за нив вистинско задоволство. Мажите се собираат крај казанот, раскажуваат старзамански, се смеат и радуваат, додека жените печат леп или перат на езерото. Песната им е чест придружник. Бабо се имени, хајдучка глава бабо носеја. Хајдучка глава бабо носеја, русо му перче бабо чешљаја. Русо му перче бабо чешљаја, се имени бабе леле велеја. Се имени бабе леле велеја, излезе бабо море да вее.
izlezi babo more da vedeš, da li te nišan babo poznaješ, da li te nišan babo poznaješ, na tvoga sina babo Todora, koga je baba Lele videla, udrila raka baba od raka, udrila raka baba od raka, viknala baba Lele da plače. Kojensko je robinzonsko selo. Sve to što ga okružuva je izraboteno račno odniv ili odnivnite predci. Od oblekata do pokućninata i alatot. Ambarite za žito se od izdlabeni bukovi stebla, kovčezite za obleka isto taka. Koševite za čuvanje pčenka se od ispleteni prački, a poveketo kućni pokrivi se od slama. Ezerskata trska često se srećava. Ništo odstrana, ništo novo. Čamac sam go pravam povisok malce, pošto nije sme odalečeni ovde prikraj. I taka moram za da ni služit kako za namirnici. Za, na primjer, kako za drva, za prenos za doma i kako brašno od stenja da prenosim, pošto nemame drug prevoz pad. I zato morame da go dignem malo povisok, da ni služi za prevoz. Čamecotvo konjsko je jedinstveno sredstvo za rabota. To je im ovozmožuva egzistencija poradi što so posebno vnimanije se odnesuvat kon nego. Čunkata, kako što je vikat sami je pravat. I ta je od izdlabena buka ili od izdelkani bukovi štici koji sami te selani gi sklopuvat. Zato se vešti majstori i site znat da pravat čamci. Ako ga nekoj raboti, drugi te mu idat na pomož. Se pomagati vo drugi priliki, najčesto vo ribolovot. Ovije ludje gi održuve i strasta za lov. Planinate imena dofat i poveketo držat lovđeski kučinja. Ako ne se na ribolov, tije se najčesto na lov na diveč. Ima dosta diveč, a okolnite planini i mečki. Rano v zori si poželuvat sreće i trgnuvat vo lov. Velat deka ne se vraćat makar bezuloven zajak ili diva patka, ako odat na toj lov.
Во оваа изолираност има искра надеж. Сите се уверени дека селото ќе заживее. Живеат со таа мисла и надеж, бидејќи се повеќе се развива туризмот. Сметаат дека прекрасните природни убавини ќе ги привлечат луѓето што порано го напуштиле селото и други луѓе кои сакаат да уживаат во овие убавини. Еден веќе се врати од ресен и гради нова куќа. Со развитокот на туризмот ќе се отворат можности за поврзување на селото со светот, веруваат тие. Роден сум овде во ова село и одраснат. Тука сум женет, имам 4 деца, истите тука се родени ту, а преселен сум во Ресен преди 20 години и таму живеам. Но ова село ме привлекува поради што сум тука роден, а и во иднина ќе се развиват, се надевам, и туризамот, не? Пензионер сум и имам една скромна пензија од 220.000 таму. Да градам куќа не можам и решив сам со собствени сили. Како на материјал. Значи од еден до последен све со две раце сработано, со помош на супругата ми. Па ево до кај стигнав, зидам сам, материјалот како што реков сам го спремив, дрвенарија има од старата куќа, таа ја руши, на истото место е овде кај што ја градам сега ова. И така. На оваа перспектива упатува и Самуиловиот остров кој се наоѓа близу до селото. Се смета дека цар Самуил, по поразот од византискиот владетел Василије II на Беласица, со својата ослепена војска дошол тука за да го заврши животот со своите војници. И денес две села во Преспа го носат името Покрвени и Царев двор, како што во Струмичко постојат Колешино, Вадоча и Костурно, за да подсетуваат на ослепувањето од тоа време. На островот има малку видливи траги од тоа време, а од поново време постои една црква во која догоруваат свеќите што ги палат ретките посетители. Меѓутоа, нејзината запуштеност разочарува. Сите фрески се ишкртани или уништени. Островот е прогласен за национален парк. Меѓутоа е доста неуреден и нечист, иако постојат услови да стане привлечно место за илјади туристи од летувалиштата на обата брега од Преспанското езеро. Најмногу е привлечен островот со своето бујно зеленило, со старите разгранати дрвја и надвиснатоста на дезерската широчина. Од дрвјата е најзастапена фојата, дрво од родот на иглолисните дрвја. Освен тука и крај езерото под Галичица го нема на друго место во Европа.
На јужната страна од островот царуваат кормораните. Тука прават гнезда и се размножуваат. Тие се украс на езерото со пеликаните кои ги има помалку. Но тие се воедно и најлакоми птици кои уште повеќе го осиромашуваат езерото. Поради присуството на кормораните, целата јужна страна на островот е оголена. Од силните киселини што ги содржи нивниот измет, горат, лисјата и дрвјата се сушат. Од неа снежно се белеат и дрвјата и стените што стрмно се надвиснале над езерото. Долу под нив се прелива езерската вода на Преспанското езеро, кого природата го обдарила со чудна убавина и привлечност.